Сезоната на гроздобер започнува во Македонија, а Министерството за земјоделие се стреми да ја направи се подобра и за производителите и за откупувачите. Субвенции од 42.000 денари на хектар се доделуваат на сите одгледувачи за подигнување на нови насади. Огромен акцент се стави на наводнувањето на лозите, а откупната цена е зголемена. Оваа година сериозно внимание посветивме на делот на водостопанството, односно снабдување со доволна количина и навремена вода за лозовите насади. За оваа година очекуваме негде над 25% зголемен род во однос на минатата година, а тоа ќе значи дека бербата ќе тежи негде над 100 милиони килограми. Тоа е еден сериозен прогрес, затоа што сериозен акцент се вложи во делот на водостопанството, меѓутоа апсолутно работиме во делот на подигање на новите насади. Знаете дека Министерството преку мерки помага и субвенционира подигање на нови лозови насади и со самата навремена исплата на субвенциите доволен стимул да и ги зголемуваме порушините, меѓутоа и да работиме на квантитетот. Министерството работи и на намалување на трошоците за производството на лозарите. Паралелно се работи на зголемување на добивката за производителите, но и на пораст на интересот на винариите за поголем откуп. Зголемени се и извозните цени во земјоделството, што според министерот Цветан Трипуновски треба да биде дополнителна мотивација за производителите. Извозот на земјоделските производи од нашата држава има зголемени цени. Тоа го препишувам на еден успех, на еден сериозен ангажман на владата и на Министерството, затоа што повеќе пари ќе завршат кај земјоделците. На инпутот, односно трошоците кои што се во земјоделското производство, има минимално покачување, додека во излезните цени има дополнително сериозно зголемување, што е исто така добар показател дека оние години во минатото кога се работеше со намалена или во минус рентабилност, затоа ни паѓаше земјоделското производство, сега идеме во еден позитивен тренд. Министерството активно работи за подобрување на овој сектор. Со кампањата Македонско најдобро, домашните јаболка, домати и компири ќе добијат своја лична карта на полиците во маркетите. Со јасни и видливи ознаки ќе им помогнат на купувачите веднаш да ги разликуваат овие производи од увозните. Според министерот Трипуновски, целта е да се подигне свеста кај потрошувачите за важноста од купувањето домашни земјоделски производи и преработки, со што ќе се поддржат земјоделците и македонската економија.